Над 60% од граѓаните во државата пред 2 години се изјасниле дека не се задоволни од квалитетот на живот. Поаѓајќи од ова со цел да се промени состојбата, на граѓаните да се стимулираат да направат чекори за надминување на состојбите, ОПСЕ овој месец стартуваше кампања со организирање на јавни дебати за поактивно граѓанско учество во процесот на креирање и носење на одлуки на локално ниво. Друга страна, се уште се многу пасивни и дали поради страв, дали поради неверување дека нивното активно учество може да придонесе за подобрување на квалитетот на живот, не се подготвени да се вклучат во локалните процеси, во политичките процеси на општественото живење. И се надеваме дека ќе најде на позитивен одзив кај граѓаните, кај граѓанските организации, кај луѓето од академијата, студентите, учениците, бидејќи главната таргет група во оваа кампања ни се младите луѓе кои што можат да направат промена со својата лична инволвираност во носењето на локални одлуки. Како и на кој начин можат граѓаните да се вклучат во креирањето на политиките со кои животот ќе им стане поквалитетен? За ова ќе се црпи искуството ни и практиките кои веќе дале резултати во повеќе сегменти на општествениот живот. Законската рамка предвидува неколку начини и форми на граѓанско учество, како што е локални иницијативи, давање предлози, разни видови на соработка со најпрвен со локалната самоуправа, со општините, а понатаму и до повисоките инстанци на власт во земјава. Што сакаме да прикажеме? Постојат многу позитивни примери и во земјава и надвор од неа, регионални искуства, меѓународни искуства, како граѓаните преку лична заложба со лично спроведување на одредени иницијативи и планови во дело успеале да направат квалитетна промена за животот во своите локални заедници. Екологија, образование, култура, социјална заштита, секој од нас треба да придонесе за подобрување на условите за живот. Е мотото под кое денеска во Штип се одржа втората регионална дебата во рамките на кампањата на ОПСЕ, ако јас се прашувам, со која треба да се зајакнат капацитетите на демократијата и зголеми граѓанското учество во процесот на носење и креирањето на политиките во заедницата.